Почитувани суграѓани, драги мои Скопјани, зад нас е уште една тешка година, која што заеднички успеавме да ја пребродиме. Иако моравме да го намалиме нашето заедничко движење, да седиме дома, да кратиме од нашите трошења, сепак нашиот град Скопје мораше да продолжи да функционира и да живее. Светската пандемија на вирусот наметна нови приоритети. Но успеавме да го реконструираме и прошириме паркингот на клинички центар и да овозможиме услови за поставување на нова монтажна болница. Најдовме сили да и помогнеме на економијата во повеќе сектори. Започнавме градежна офанзива, по која реконструиравме и почнавме да градиме вкупно 19 нови градски сообраќајници. Намаливме дел од завачките кон градот, а им помогнавме и на најпогодените, на уметниците, на угостителите, на родителите на ученици и на други на кои што помошта им беше најнеопходна во овие тешки времиња. Улиците на нашиот град, на нашето Скопје, сега се побогати за 33 нови екоавтобуси на газ. Скопје го доби покривот на ГТЦ, кој што е првиот зелен покрив отворен за граѓаните, а го започнавме и вториот покривот на домот на кралежници. И следната година очекуваат уште многу нови и реконструирани сообраќајници, уште многу нови проекти во делот на образованието, културата, социјалната заштита, животната средина и локалниот економски развој. Следната 2021 година е година во која што го почнуваме Smart City Скопје, БРТ трамвајот во Шини, започнуваме нов мост на Лјубљанска, а завршуваме со мостот на Астра. Ако биде се во ред и ако условите не го дозволат тоа, ќе започнеме со изградба на новиот забавен парк и на ботаничката градина. И не очекуваат уште многу нови зелени екопроекти, нови паркови, скверови, зелени покриви, реформиран систем за одржување на комуналната хигиена, нова велосипедска инфраструктура и нови енергетски ефикасни проекти. Пред нас, драги мои, е уште една година исполнета со многу предизвици, кои што можеме да ги поминеме заедно, со многу ентузијазам, со многу верба во подобро утро. Драги мои Скопјани, драги пријатели, нека новата 2021 година биде исполнета со бројни моменти на среќа и благосостојност. Вам и на вашите најблиски ви посакувам пред се добро здравје и пријатно празнично расположение во кругот на вашите најблиски. Останете дома со вашите семејства и почувствувате уште еднаш убавината на домот, убавината на животот. Направете го тоа заради вас и вашите насакани. Да ја пребродиме заедно уште оваа криза, за да можеме заеднички да прославуваме и да очекуваме уште многу нови години, полни со радост, среќа, берекет и здравје. Драги мои Скопјани, среќна ви нова 2021 година. Да сте ми живи и здрави, чувајте го вашето здравје, здравјето на вашите најблиски и на вашите луѓе кои што ги познавате и не ги познавате.